Емисијата ја посветуваме на спортот, но се разбира не ги забораваме и луѓето во трета доба кои што се особено значени за нашата заедница. Токму така време е за првиот разговор во студио. Добро утро и добре дојде за Злате Стефановски, председател на Сдруженијето на пензионери на општина Центар, и Момчула Божиновски, раководител на фолклорната група Васка Илиева. Добро утро, добре ни дојдовте и еве така ќе го почнеме разговорот. Кој е поводот за вашето гостување? Добро утро и добро ве најдовме. Вака, ние сме од Сдружение на пензионери, но иако сме пензионери, активни сме и работиме многу на подобрување на условите и начинот на старење на нашата генерација, да кажеме, и постарите од нас. Една од активностите што ќе се случи утре, затоа сме тука денеска, е фолклорна музичка ревија на северно-источниот регион на Република Македонија. Тоа е една група од неколку здруженија, 6 здруженија. Центар, Аеродром Солидарност, така се вика здруженијето, потоа Чаир, Куманово, Крива Паланка и Кратово. Така да утре од 10 часот во салата на Железничкото културно-уметничко друштво Владо Тасовски ќе се одржи една таква убава музичка ревија, каде ќе има пеење, играње од нашите членови пензионери. Сдруженијето на пензионери на општина Центар, односно пензионерите во општина Центар се навистина едни од најактивните. Се разбира, имате голема поддршка тука и од првиот човек на општината. Често знаете да патувате, еве имате убави настани кои што ги најавивте? Да. Секако соработката со локалната самоуправа во општината па и градот, особено градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски, ни се од голема помош и соработката со нив е на највисоко ниво. Ние, бидејќи сме пензионери, можеме да бидеме вклучени во повеќе проекти и се вклучуваме во проектите на општината, а исто така општината ни помага за сите работи кај што може да ни помогнат. Една од тие се и екскурзиите што ги спомнате за нашите членови. Друга работа се соработките со медицинските установи кај што не помагаат за некои прегледи, особено за наша доба, као катаракта, например, стоматолошки услуги и така натаму, да не набројам. Меѓутоа, навистина имаме одлична соработка со општината и особено градоначалникот на општина Центар. Она што е навистина голема активност, тоа е фолклорната група, во која што членуваат голем број на пензионери, на пензионерки пред се, дами кои што се разбира сакаат да продолжат нашата убава традиција. Токму така. Меѓу повеќето активности кои што ги имаме ние како здружение, нормално соработуваме со сите наши пријатели на цела територија на Република Македонија, така и оваа ревија која што ќе се одржи утре за нашиот регион, пошто поделени сме на повеќе региони, за да може оваа манифестација да биде успешно организирана на целата територија на Република Македонија. Она што ние го работиме е само продолжение на она кое што едноставно нашата држава го заслужува. Фолклорот е државата, фолклорот е народот. Сето она кое што народот го доживува и кое за едноставно работи на тоа е фолклорот. Како здружение се потрудивме и успеавме, добивме простор благодарение на градоначалникот, добивме простор каде што можеме нашите активности да ги претвориме во дело. Имаме убава група каде што членуваме луѓе кои што едноставно треба да бидат тука, трето доба, така е наречено, луѓе кои што некои од нив веќе биле дел од културно-уметнички друштва во минатото, меѓутоа со текот на годините доаѓаме тука и секој на свој начин дава придонес да го продолжиме она кое што едноставно го имаме генетски предодредено, затоа што македонскиот фолклор, верувајте, е еден од најбогатите во светот, затоа што имаме што да покажеме и успеваме на било каков начин да се консолидираме, да направиме една убава екипа во која што ќе можат и според годините и според можностите да покажеме нешто кое што едноставно заслужува и на некој начин и ние
во ова доба да дадеме свој придонес, фолклорот да продолжи да живее онака како што заслужува. И во овој поглед седни од најактивните, колку се заинтересирани пензионерите да бидат дел од овој настан се разбира и од фолклорната група? Целото здружение е вклучено во оваа активност, не само во ова, ние имаме и други активности, и спортски се. Меѓутоа, во фолклорот, особено музиката, ние имаме покрај фолклорно-игралната група и хор во приздружение на пензионери, така да и тоа добар хор со 23-4 члена. И утре исто ќе настапи претходно хорот со отварање со химната на Република Македонија, потоа ќе настапиме со две песни. После нас ќе настапи игралната група, мислам после нас, бидејќи јас и пеам во хорот. Така да што сте активни на секој поле. Да. Така да навистина сме активни и вклучени голем број пензионери, пензионерки. Има интерес дури од други здруженија кога следат нашата работа и сакаат да се приклучат, како ние да дојдеме да се приклучиме во центар. Тоа секако е малку потежок проблем, бидејќи не зависи од нас. Системот е така пензионер да се биде во општина во која што живее. Меѓутоа, особено драго ни е што има таков интерес дека луѓето гледаат од страна што работиме и како работиме и сака да се приклучат кон нашето здружение, така да мислам дека сме на добар пат што го работиме, дека го работиме како треба. Секако заборави претходно да напоменам дека покровител на ова ревија е Сојузот на пензионери на Македонија, со кој секако ние по хиерархија мораме да соработуваме. И они се организатори на овие музички ревии, исто така се организатори на спортски настани кои се одржуваат во рамките на исто региони и потоа најдобрите од спортските надпревари одат на финални републички надпревари. Мислам, имаме интересни работи. Што повеќе сакаат пензионерите, музика или спорт? Тука се некаде. Така. Мислам дека има голем интерес. Вчера се одржа состанок за наредните спортски игри кои ќе бидат на 11 јуни, ќе се одржат во Чаир. Имаше огромен интерес. Се надпреваруваме во некаде 9 дисциплини. Атлетски има дури трчање, скок од место, со топка, шутирање на гол, потоа фрлање на кош, пикадо, домино, табла, шах. Така да голем интерес има. Спортот и менталното здравје се разбира се важни секако, и за и спортот за и музиката не може да ги делиме, бидејќи навистина тоа од духот го крепи, што се споменавме патувањата и веќе се навратиме уште малку на фолклорот. Колку пензионерите сакаат да патуваат во смисла ги имате ли она меѓународна соработка? Ќе настапите утре во Скопје, меѓутоа сакаат ли да излезат надвор од нашите граници, да ја видат, да ја почувствуваат нашата македонска музика, нашите убави македонски ора? Па како фолклорна група, ние сме најмладиот член на здруженијето, затоа што еве веќе како работиме 5-ти месец и успеавме за 5-ти месец веќе на некој начин да се анимираме, бевме гости на друга телевизија, еве сме денес и кај вас и се надевам дека соработката ќе продолжи. Заинтересираноста е огромна затоа што едноставно го негуваме она кое што со децении, да не речам со векови, трае и ќе трае на овие простори затоа што едноставно имаме што и да покажеме. Имаме прекрасна соработка со други културно-уметнички друштва, затоа што ние сепак сме под капата на Здруженијето на пензионери на општина Центар и така делуваме како фолклорна група. Имаме соработка, се надевам дека тоа ќе прерасне и меѓународно да биде, затоа што веќе имаме покани, меѓутоа мора да се консолидираме, да направиме она што треба да го направиме за да бидеме достојни на она што ќе го презентираме. Затоа што не можеме да одиме по цена на било што. Она на кое што јас како раководител го ставам акцент е изворното. И ќе се трудам, нормално со поддршка од претседателот и од сите луѓе кои што се задолжени за тоа, се да биде преку изворниот
изворно да го пренесеме она кое што сме го имале од нашите предци, онака како што тие не учеа, ние да го пренесеме за да можат и младите да ја почувствуваат убавината на она кое што едноставно заслужува да им се презентира на сите оние кои што се заинтересирани. Заинтересираноста е голема, имаме доста членови кои што сакаат да членуваат, нормално. Сите се тука, меѓутоа, нели, мораме да направиме селекција, да бидеме убедливи во она што го работиме и на крајот на краиштата, нели, за секого е отворена вратата, секој има можност да се докаже, да покаже и така заеднички да направиме нешто убаво кое што едноставно ќе остане за генерациите по нас што доаѓаат. Од каде црпите енергија со оглед на тоа дека вака гледајќи ве од страна тешко дека ќе се заклучи дека сте пензионери. Енергијата која одавате Ви благодариме за убавите зборови, правиме се она кое што сме го правеле. Значи ништо не сме додале на она кое што едноставно сме го имале со годините. Се должи на работа, на упорност, на истрајност и ред други работи и се надеваме дека ќе не послужи и здравјето да дадеме се од себе, да покажеме дека можеме, дека знаеме, а и да оставиме нешто позади нас. Имате ли некакви други планови за во иднина, нешто што еве ќе ги држи повторно пензионерите на една висока фреквенција, меѓутоа сепак некои организации кои еве ќе вклучат малку повеќе поголеми групи? Ние еве во светло на претходното прашање дали имаме меѓународна соработка, да ви кажам дека бевме и како представници на Република Македонија со хорот во Љубљана на фестивал Трето доба, кој се одржува секоја година, некаде во септември. Така да имаме таа меѓународна соработка, а секција фолклорна е нова, како што нагласи Момчула, дека тоа ќе продолжи, секако ќе биде проширено, ќе се направат контакти со соседните земји кај што ќе можеме да појдеме во рамките на нашите можности. Меѓутоа ќе гледаме да соработуваме и со соседството и со бившо југословенските републики кај што можеме да направиме и да промовираме нашата култура. Секаде кај што се спомене македонска музика, македонски фолклор, македонска е врв на квалитет и има огромен интерес. Така да мислиме дека има простор за да унапредуваме нашата работа и секако ќе направиме тоа. Убаво што сте активни, што не застанувате тука, не најавивте убави настани, се разбира да очекуваме повторно да не бидете гости во Македонија наутро. Уште еднаш потсетување до нашите гледачи, кога започнува настанот утре? Настанот утре почнува во 10 часот на нова железничка станица во салата на ЖК Владо Тасис. Железничко културно-етничко друштво. ЖК. Да. Така да сите се добредојдени, кој може нека дојде, ќе видат како сме се подготвили и колку сме Да, убав ден, четврток, 30 април, покана до сите гледачи, се разбира, отворена покана да видат до каде стигнаа пензионерите во нашата држава. Благодариме што еднаш. Ти благодариме на поканата и се надеваме дека ќе соработуваме и понатаму. Ви посакуваме добро здравје и секогаш да ни бидете вака расположени и насмеани.